Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите комшиска торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Чоколадата ја кршиме на парчиња, ја ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажица. Откако ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Матиме со миксер. Го додаваме шеќерот. Го додаваме ванилиниот шеќер. Потоа го додаваме прашокот за печиво. Го налеваме и маслото за јадење. И млекото го налеваме во садот. Потоа го додаваме брашното. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Ја додаваме растопената чоколада. Потоа ги додаваме лишниците. Повторно мешаме со лопатката додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во тркалесен калап за печење обложен со хартија. Калапот го ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме 800 мл млеко. Го додаваме шеќерот. Во чинијата со желатинот го налеваме преостанатото млеко. Мешаме со лажица. Набаврениот желатин го додаваме во завриеното млеко во тенџерето. Откако желатинот ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Го ставаме да отстои во замрзнувач 3 часа. Продолжуваме со подготовка на филот. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажица. Откако ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека не ја добие потребната цврстина. Изладеното млеко со желатинот го матиме со миксер додека смесата не обели и не стане пенеста. Половина од смесата додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Ја претураме смесата во длабок сад. Ја додаваме преостанатата смеса од тенџерето. Мешаме со лажицата додека смесата не се соедини. Потоа ја делиме на два еднакви дела. Во едниот дел ја додаваме изладената растопена чоколада. Во вториот дел го додаваме кокосовото брашно. Мешаме додека и овој фил не се соедини. Потоа го отстрануваме страничниот дел од калапот. Пандишпанот го сечеме на половина. На чинија за торта ја ставаме првата кора пандишпан. Го ставаме страничниот дел од калапот. Го премачкуваме пандишпанот со филот со кокосово брашно. Врз него ја ставаме втората кора пандишпан. Филуваме со фило со чоколада. Чинијата со тортата ја ставаме во фрижидер. Откако тортата ќе се излади и ќе се стегне, ја вадиме од фрижидер. Го отстрануваме страничниот дел од калапот. Декорираме со топчиња шлак. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 80 минути.